Нова недела, нови доживувања. Јас, вашиот шеф Марк, ова недела ве носам на една посебна авантура. Во ова епизода одиме на едно магично место за кое мислам дека нема македонец кој не го чул и за кое има многу преубави приказни. Одиме во величенственото Мариово. Мариовскиот регион е ридско-планински предел сместен во јужниот дел на нашата преубава татковина. Регионот е опкорен со високи планини и поделен од Црна река на два подрегиони наречени Мало или Ново Мариово од левата страна и Големо или Старо Мариово од десната. Знам дека овде уште од давнина имало многу интересни работи. Знам дека имало многу овци, дека има прекрасна традиција. Сигурен сум дека на вакво место има доста места кои треба да се посетат. Одам да се сретнам со господинот Зоран, кој ќе ми ги покаже овие убавини. Здраво, господине Добре, Зоране. здраво господине Марк, како си ми? Супер, одлично, од вај ве најдов. Абе, слушај, работа си има што се вика. Мило Мило ми е што еве овдека се сретнавме. Да. Мило ми е еве овдека да прошетаме низ Мариово, а пред се нашите мариовци да ве запознаат со оние стари адети, обичаи, со оние кулинарски работи кои што од памтивека од дедо прадедо ги има сочувано и ден денешка на мариовските трпези. Знаете, од вај го чекам тоа. Навистина, све ми кажавте одеднаш. Ајде, да продолжуваме, да одиме понатаму. Да одиме понатаму. Ајде, па да. Така. Да си ви замисли. Така видуваме. Зоране, сме во прекрасно место овде. Гледам убава црква, убави куќи, стари куќи, стара црква. Што е приказната овде? Јас навистина за мене прв пат што доаѓам во овој регион, сите ја го зборат овој регион. Вау, кажи ми каде сме точно? Овдека сега веќе сме во, така да речем, граничната линија помеѓу Прилеп и Мариово. А Прилеп го знам. Така, овде се Мариово, наоѓаме, овде се наоѓаме во селото Штавица. Како? Селото Штавица. Штавица, добро. Кој што ова е Мариовско село, Океј. меѓутоа административно припаѓа на градот Прилеп. Овде позади се наоѓа црква направена пред едно 10 и кусур години за време на снимањето на филмот Пред дождот. Што само има 10 години ова црква? Па, значи, не е осветена, значи, ова е уметничко направена. А, добро, тоа оти за мене ми изгледа како да има 200-300 години, тоа е нешто така точно, потполно се согласувам. Да. Значи, направена за потребите на снимањето на филмот Пред дождот. А, за тоа е пишано таму Прилепски, Оливуд овде све. Значи, Штабица во кинематографијата, светската кинематографија е позната како филмски град. Океј. Овдека се снимани неколку филмови на Милчо Мачевски, ми се чини 2-3 филма, кои што овој делови од овие филмови се снимени низ цело Мариово. Вау, епа многу сум среќен. Туку имаме на предлог да ја посетиме да ја видиме. Ајде да одиме. Колку само е преубаво овде. Не случајно бројни филмови се снимат токму тука. Затоа овој дел од Македонија се вика македонски Холивуд. Марк, јаве овдека. Пред нас е куќата на Стале Попов. Беше. Беше, што Да, ведеш. добро. Овдека јас бев пред 10 години и имаше и спомена бележе, но за жал се тоа е патната. Овдека во оваа куќа, значи, била уште поголема на времето. Океј. Меѓутоа, од Стале Попов после се иселил на 14 години во селото Витолиште, каде што ќе појдиме таму.
Овдека е роден, овдека е израстал, овдека оварче го ги пасел, напасувал оварче го овците. Овдека ова Само селото... едно прашање. Да. Стале Попов беше тој писател? Писатело, да. Писатело, да. Окей. Тој овдека, значи оба куќа се наоѓа во поранешното село Мелница. Мелница. Од таа село Мелница е останато само манастирот Свети Илија, кој што Окей. ова село, тука ни е во непосредна близина, кој што ова село е раселено 1902 година. Значи поточно речено започнувањето на иселувањето Да. од крајот на 902 година до до крајот на 903 година, значи после Илијското востание е комплетно Никој не. раселено и фактички ова селото Мелница е иселено во селото Витолиште, каде што ќе Каде одиме ќе идеме да го посетиме. Ајде. Ќе може да одиме? Така. Не може, мора. Мора. Зоране, ти ми кажа, ти ќе дојдеме овде, ќе јадиме, ќе пиеме нешто, живо пилене овде. Вака сега едно ќе има концепт, речи го, и ќе јадиме и ќе пиеме, малку овдека се наоѓаме во Ма чекај, селото. ти ми преш како магаре со морков, само одам и ќе јадиме, ќе пиеме. Ама ајде, кажи ми, да, извини. Значи, да. нема проблем, значи Да. прво да се замодиме, да можеме да се руча. Селото Витолиште се уште живо село, да не те чуди тоа што мештаните го не ги најдов овдека на сред село, веќе е пладниште, луѓето се го се уште по нивите. Овдека е сточарски крај и пред се има неколку булуциоци кои што се набачило. Меѓутоа се наоѓаме во селото Витолиште, како што реков, селото поранешно општина, централно село во во Маријово. Ова беше општината. Ова општината кој што е стара некаде околу 120 години. Меѓутоа да напоменам дека овдека во оваа општина бил писар на времето, познатиот македонски писател Стале Попов, Добро. кој што има напишано 7 книги. Значи тоа За е овој крај. За овој крај за Маријово, овдека во селово. Иако можеби налик личи на 19 век. Овдека архитектурата е уште од Турска империја. Еве може да ги видиме да забележиме овие керамиди турски. Да, керамиди, но сепак традицијата на етнохраната, на она што е изворна храна. Значи, она што реков и што напомнавме, тоа е маријалската трпеза, тоа е маријалското гравче, маријалската пиперка, маријалскиот компир, маријалскиот патлиџан, јагне, јагне, печено јаре, сирење маријалско, биено сирење. Туку јас имам еден предлог. Сето тоа ќе го видиме во едно убаво село, селото Дуње, каде што е познато по песната по патот кој пат води за Маријово, ако може малку накратко да ја изрецитирам. Да, повери. Ама чекај, ќе мора уште да пешачам до таму? Не, значи се вака едно ќе направиме.
Овдека ќе се обидиме да најме некое магарче. Јас Ако овај не најдеме магарче, тогаш по не стар адет и обичаи на Маријовци, автостоп Автостоп. ќе не однесам. Марк, имаме еден предлог. Како по стар адет и обичаи. Добро. За сите слави по селата Маријовски. Ората и песните се виеле на шрацело. Песната за пат прашам по пат одам кој пат води за Маријово. Имаме еден предлог. Одејќи полека да Да ми ја пееш. Договорено. Да ми давиш храброст, Марко, Договорено. да. Ајде, договорено. Така, договорено. Така. Ајде. Да се извиме малце гролово да го Да. опакниме. Да испиеме малку, ајде, оп, чекај. Пуште нас вода. Ајде. Има вода. Има вода. Нема живо пиле, ама имаме вода. Вика старите кај што има вода има живот. Така. Така. Чиста вода маријовска. Да. Па сега. Може да ја кажеме песната? Ајде, повели. И песната вели вака, само да си го земам. Да. Така. И песната вели вака. По пат одам, леле, запад прашам, кој пат води за Маријово. А овај пат? Кој пат оди, леле, за Маријово. За Маријово село дојде. Таму седи, леле, Чучук Митра. Чучук Митра, бојаджиката. Да ми вапца, леле, два бајрака. Еден зелен, другиот црвен. Браво. Црвениот, леле, за на свадба, а зелениот за на војна. Сега, одиме за Дујне. Ајде. Одиме. Ајде. Така ја пеаме и ова песна. Зоране, само се шетаме. Знаеш, почна да би биде тешко. Јас не сум човек што многу пешачува. Јас сум повеќе за... Кога ќе јадиме и ќе пиеме? Ќе биде и тоа по стар адет и обичај. Добро. Овде во Маријовски весела. Аха. Значи, од кога ќе се заврши со пладенната работа по полето, Добро. тогаш домајчините спремаат и ручек. Онај стар, според стар адет и обичај, на трпеза, со столчена, оврчиго дрвени, и се она што е автентично од храната овдека во оврчиго, во Маријово. Почнувајќи од овчкото маријовско млеко, овчкото маријовско сирење, овчкото... Тоа ќе го имаме сега? Да. Ама овде каде сме? Сега вака едно. Ајде малку едно би се вратил една мала локација да дадиме нашето движење. Да, движењето. Значи од Штавица, од Филмскиот град. Таму каде бевне, За влеговне, значи сега полека, да. Сега сме овдека точно во Маријово, во Прилепскиот дел на Маријово. Сега ова едно би рекол дека од Штавица 10 на 15 километри. Шо? Уште 10 на 15 километри треба да печачам? Не, па слушај да ти кажам, ако дојди некој Маријовец, и ако не те... Не, ја го зедов течакот за да пешачам, да малку полесно да ми биде. Епа вака едно, вака ќе направиме, ти со точекот, јас ќе најдам магар и ќе тераме. Ајде. Договорено? Епа добар компромис, мислам. Значи, сега да се надобрзам. Сега овдека се најѓаме точно во Маријово. Имаме една маршрута кој што ја и тие договоривме, меѓутоа би било добро да... Не, тие договори. Јас немам ништо договорено. Тие прифати. Така ја прифати. Значи, ние се наоѓаме сега овдека во Маријовото, во Прилепски дел. Позади мене се наоѓаат селата Колкра и Кален. Десно од мене се наоѓаат селата Крушејца и Чаништа.
Овдека се наоѓа селото Дуње, познатото село, она песната што е попат од запад праша Маријово. И каде си ја најде убавината? А и мојата сопруга, 20 пред 27 години, пред 27 години, така да Она не чека таму или не, на работа, на работа. Ова ќе го следниот пат кој ќе доаѓаме, ќе направиме софра. Да. Но и сега ќе ни направат. Ама ќе ни направи мојата сопруга софра, онака мариолска така речена. Добро. Епа, ќе го држам на збор. Извини, се Готово. прекинувам. Ама на вистина почна да ми се пие, да ми се јади. Ајде да Ќе одим, да. продолжуваме. Епа, вака сега, земи си го точекот. Не, ме отиде човекот со точакот. Овој Сега пешки, па сега каде пешки. Ајде, Епа, ајде ти ајде. напред, ја потем. Ајде. Одиме. Ајде, Ајде, одиме ми како ќе не чака луѓето, вие огласите. Зоране, знаеш што? Многу сум среќен. Доста пешачевте. Не, Знаеш како ме умори? Слушај, вака едно би рекол, еве одека се наоѓаме во Дуње. Да. Ај домаќин од Ѓоре Галабовски, Аха. од фамилијата Галабови. Ете што се вика, овој човекот не пречека, ќе ни ги каже сите адети и обичаи, меѓутоа едно би рекол, овдека во Дуње е мојата сопруга. Ме тоа сакам да ти кажам. Ти побрзо од мене си. Ја сакам да ти прашам. Саканата, овде ја најде? Овде ја најдов. Дај најде да кажеш. Не бе, зошто? Ќе ти кажам, пред 27 години, јас дојдов тука од македонска телевизија на снимање, таа беше продавачка. А татко и незин беше, како се вика, речи го председател на местна заедница, се викаше Јован таткој. Не покани наго се кајно на ручек и така си се бендисавне. Само на ручек си ја најде и се. Абе, слушај, беше најубавата мома. Ти ја спакува и. Абе, беше најубавата мома единствена. Ако не дојдев јас, овој ќе ми ја земе. И дури овој со сите оние стари адети, со свадба. Да. Значи, овој со бричење на зет, со невеста, со Што го да го направиш шуте? се комплетно и на срецело се со руба, со се комплетно. И дури едно би рекол телевизија македонска на времето ми даде и и екипа за снимање. Туку еве овдека сега ќе биде и Ѓорѓија, па Ќе ни дојде. Ќе дојде. На брзина. слушај, малце да Така чисто да ни знае. Едно би рекол, дојдете во Маријово да видите што е маријовска ракија, дојдете во Маријово да видите што е маријовско сирење, маријовско биено сирење, маријовско јагне, маријовско млеко, ама да дојдете да пробате и маријовски компир, маријовска пиперка и маријовска патлиџан. Чекај, може да додавам нешто? Може како не може? Маријовската жена. Така е. Имам еден предлог. Здраво господи. Имам еден предлог. Да. Ево го тука е Ѓоре Галабовски, мојот пријател. Супер. Така Човекот е среден. Како да не е од село човек? Абе, чист Маријове. Па да. Јас сум од Дуње. Вие сте од Дуње, од овде од Сем. Се познавате со Зоране? Па негде 27 години. 15 години, 20. 27 години. Исто време што се запозна сопругата Абе, вие бе. ако не беше тука, не ќе се оженеше. Ами ако не беше тој и неговиот брат, очиот Трајан со хармониката,
Абе, ова ќе дури, да ти кажам реално, ден денеска му должам мопинци, а на Пиротски. Пиротски му рекол се по рибите да му црна. А направат му чизми, меѓутоа се уште се немате договорено. Че ги земиме, не. Дуканот не го најде уште, затоа да Е, така е. Супер ми е, мило ми е, сакам додека сме на маса сега, видов ти ни донесовте нешто ова ми е нешто посебно. Што е ова пинжур, нешто? Објасните ми. Прво Ајде. мило ми е што дојдовте. Фала ви многу за поканата прво, да. Малце јас дојдов малце таму Гевгелија живеам инаку. Аха, добро. Па дојдов тука малце куќата и сите тие работи. Да гледам, малку треба да се средат куќите, малку се оставени, да. И така, мило ми е што дојдовте, значи, тука со Зоки, нашиот зет. Тој е зет Мариовски. Мариовски зет, он има македонски зет, јас сум македонски зет, он е мариовски зет, добро. Дојдовте во Посно и мораше да ви спремам Посно. Па нема веза. Вие не рековте, ама јас така сакам да еден Ја почитувам вашите гостоприемство што се вели. Постои денот е, ова се пости и за после велите. ми денеска е Лазар, а и строги пости се, значи треба малце да се и према Ама во постите може да се пие? Се пие, не се пие, ама ние, ај сега ќе... Ова е сокот Ќе ни грозиоце. прости Господ. Ова е сокот грозиоце. Ќе ни прости Господ за Добро. денеска. Извините не. Инаку ова е, ние викаме толчени пиперки, со Толчени- компир. А, со компир Пиперката е лично дунска, детето што е долу што работат е негова, он од кај него ја земав. Мислам, ми низи, јас земам по 10-15 низи. Однесе, јадиме. Овие се суши или се суфе, се суви? Суши, суво. Тоа е како макало од свем. Па вие во Скопје го викате така се вика макало, макало, да. кај вас го викате макало, а кај нас се вика толчени пиперки Дори со компир. би додал народскиот толчени пиперки се Ние така го народски. викаме. А макало по скопски, па не знам таму. Неми така го Ова е научите, исто јас, пиперки, извините, да. исто, ама ова е пржено со компирче, ама и лукче има. Јас секогаш кажувам, ја готвење без лук, Да, не готвење. тачно. Македонските јадења, ако немат лук внатре, не е Право тоа. си за тоа. Вистинскиот вкус доаѓа до Инаку се лукот. постите, значи тука јадењето сето е мариовско, да речеме мариовско, македонско. македонско. Сака да ви прашам, одсем кажувате посно. Дали има нешто посебно во овој регион што се јади најповеќе? Едно специјалитет што е од овој регион. Дали има и месо посебно Слушај, нешто? специјалитет што се јадува например во времето, јас сега ќе се вратам назад за едно ајде 45 години. Океј, докато и ја мислам бев многу млад тогаш, да. 45 години. Добро. Ние во тоа време имаме негде околу 200 глави овци. 200 глави Да, овци. овци. Добро, океј. Па се Тоа слушав од има навистина посебно сирење, кашкавал, се да. Одеше дедо ми Трајан, покојни. Баба ми тука, татко ми беше работеше в Рудник, али пак помагаше. Инаку работеше тука в Рудник. Значи, се правеше пастрма. Опча. Да. Таа се правеше од овци кои немаа јагне, значи кои не раѓаа, да речеме по наше. Постариоци. Не, млади овци. И млади овци. Значи што не раѓаа, што не се родовити, се правеше од нив. Тоа беше најубавата пастрма. Таа се чадеше долу е кувната таму, после ќе појде маца е распадна таму што да Па, правиме. тоа е стара куќа. Да. Колку години има вашата куќа? Па јас не знам, и дедо ми не ја Добро, памти, окей. не знам како да ти кажам. Да ми кажеш да околу 130 Не години. знам, значи не знам, и дедо ми не ја памтил, значи она е постара од таа страна, таа не знам ни од кога е. Океј. И према тоа, значи, колевме по две свињи по 120-30 кг, може и 150. Добро. Имаше за јадење. Значи, за јадење никој не трпеше. Во наше време ние имавме 40 мисирки и 40 кокошки. Јајца секој ден. Кој никој тука не држеше мисирки, ние ги зедовме со тетка ми, да имав тетка, Бог да ја прости, во Канатларци мажена, па она вика, Џока, ќе ми дадиш ти мене на квачка пилиња, ја ќе ти дадам мисирка. Мисирка. Ајде, реку да пробаме. Па да. И ваму таму беше мераклија таткови на животни и дадите јасно и дотеравме на 40. Па после цело село зафати од нас. Мисирка. Ама Сите. за мисирка има јадење, Имаше месо, месо и тоа. Така, да. Друго, значи тоа беше главното јадење, значи се правеа, значи претежно зимски период зборувам, кога беше мрсно, тогаш се постеше, нема дете мало, немало, сето пости. Да. Не му За дава, сите. не смеа тука. Добро, строго. Баба ми Бог да ја прости, не може вели, ако ви дадам во посно, овците нема ќе се изјавуваат, нема да родат и си те работи. Да, детите беа И што ќе почитувани прави? све, да, И после океј. се поштуваше стар млад.
Нема мрдак, се кажи така и така, се знае кој кажува тука. Еден ни догледање, денеска така ќе биде. И нема мрдак. За жал малку се губи това. Јас едно би се надоврзал во разговорот. Мариово и Дуња познато и по овците, и по млекото, по сирењето. Може ли малце да се причитиш колку треба да речеме овче млеко, она природно овче млеко, Да. за да се добие да речеме кило Па сирење слушај, или урда? во кило, јас према слушањето, например, што се овие сточари кај нас, значи од 3 до 4 кила, од 3 кила, значи оди 3 литри млеко оди во едно кило бело сирење. Бело сирење. А во биеното негде околу оди 4 до 5 кила, може и 6. Оба ме интересира. Мајата за сирувањето на сирењето. Од кај е наоѓате? Природна беше? Слушај сега, во времето имаше сириште што викаа јагнињата, во јагнето. Првото млеко што се измолзуваше, што се задојуваше јагнето. Тоа това е сириштето тајната. го ваделе старите, јас додуша не Да, знам, да. не можам сега да кажам тоа, значи го ваделе с послушање од дедо ми, значи го ваделе тоа и од него правеле сириште. Не ова, мислам сега што е. После ми имаше една војвоđанка, испадна, таа беше меѓу најубавите, сите го купуваат, а кога се растори Југославија, тоа го снема. Сега пак се купува нешто, али како е, што е, јас не знам, оти веќе може. За жал тајната. Така изумили Инаку, се Да. Они, значи, старите правеле од јагнето со цириштето, Да, подсирувале со сириштето, сирење. Како го правеле, што го правеле, јас тоа не можам да ви кажам. Исто така овој има млекото, киселото млеко се правеше се во бутици. Киселото млеко не во бутино се мате се маштенцата. Така? Машини кајмак и такви ствари. И се вадеше од матерницата, излегуваше кајмак го. Кајмак, да. Тоа не беше нас најубаво. Уф. Значи, кој ќе дојдеше, мајка ми кој ќе ни намачкаше на левот, па од озгора лута буковска, брате, Мариотска пиперка. па пипер, трчаме, така. па коњ не може да не стигне. Толку беше сладко што јас сега дури слинките ми течат, да ви кажам право. Јас слушав, оди порано беше свинска маса, ама со тоа Тоа е друга. Овче друго е, да. Овчка. Ова е како кајмако. Да, како кајмак, Точно да. од кајмако. Со ова, масо ќе се вадеше од бутимот, значи од маштенцата што испаѓаше, се пржеше пресното биено сирење. Вау. Со лукче, обавезно, кој ќе го земиш од тавата, со вилушката, до тука може да го истегнеш. Ајде. Тоа, баце, го нема никош и нема се. Пој, од самото зборим. Тоа го нема никаде. Така, Тоа го нема никаде. Ќе биде. Ако си страсен готвач, тоа нема шанси. Тоа го нема, не можеш да го добиеш за да го направиш тоа. Значи го нема. Јако. Го нема тоа. Или- Прво нема од маштеница да извади кајмак никој. Онам што е маста ние што викаме овшка. Тоа го нема никаде. Кој како сака нека те лажи. Не верувам да извади. Оти ги нема веќе, никој нема ти маштеница. Да се присетиме пак на пражената сланина. Па Исландина тоа сега. немој молим те. Со поцрвени пиперчиња мајка ми кој ќе испржеше. Со овие сувите, па кој ќе крцкаатија, па и внатре ќе кажеше компири наши произведени во сињако долу. Тоа беше шо прешмуави. И јас кој ќе си дојде од дрвото, идеме во дрва со маски, веревме, со магариња. По дрва ќе си појдев са бајлето, ќе си дојде, тоа беше пржено. Остај. Ќутите, доста. Уште ова едно. Уште замазниците како се прави. Сега, мазниците, Што е тоа? Питам. Јас не сум према мазници, значи јас ги гледав мајка ми која тука баба ми која суче, тоа се сучат на маси, јас долу имам мој Трпеза. посем да На мала, ниска така, да. Ќе седнеа На колена, да. На колена и сукалата тука се ги имам уште. Не ве тепам, не се кире. Ја го јадов доста сукалото, го знам ја. Знам како, уште имам, да. И со они всуче на таа трпезата, на таа масата што викаме ние. Синија ние викаме по наше по мариотски. По мариотски. А како се вика, инаку не знам. Синија. На Трпеза или синија. синија? На синијата ние ќе сучеше мајка ми, па после со свинска маса. Потопи внатре сирење на белото, значи природно. Па ќе го завитка и се печеше на црепна во фурната долу. И од озгора овај што е сачот ќе оставија. Тоа беше милина. И кој ќе го извадеа, тој се вадеше по 1 сат, од озгора под црвене, тоа нема што да ти Јас- кажам веќе. Извините, вика, мирисам
на едно нешто Ау, печење. Како да, момент. да. Добро, невестата Да не изгори нешто. Чути за малце. Мирисам до овде, Леле, да, нешто да. како да. Слушај, да ти кажам. Професионална деформација. Мирисам Мора- нешто. Да, бе, Да. чути. Морам да ја попадам твојата сопруга, се фати за работа. Арно ти дојде. Туку вака едно. Алал да е Господ здраве, Добро. готово ќе беше сето. Туку вака едно домаќине. Кажи. Вика старите мариолци на момето му нема крај, софрота ни е намаса. Ајде, добре, да добре, разговараме. добре. Добре, најде оне. Господ Е, здраве, чуте среќа да ви Господ. дава. Чуте Се Господ. најубаво. Тоа беше, јас тоа го знам, тоа ви го кажав, мислам, ова го знаење. Да. Значи нешто имав заватено, ти види. Јас живеев тука негде 27-8 години во Дујње. Океј. Значи тоа сите Во исто овие, време, значи ова што го кажувам, јас тоа сето го имам искусено, значи и сирењето, и биеното сирење, и овие, па и колевме в свиње тука со жиката. Имавме ние 3-4 така бевме црни бисери, се крсевме самите. Црни? Црни бисери. Што е тоа со црни бисери? Па некоја група бевме, си пеевме така. Ај вие сте Значи, селски народен оркестар. селски народен оркестар. така. Океј, добро. И се сортачевме, знаеш, и кој ќе имаше за колење претежно кон Митровден ги колевме прасињата, значи, по 130-150, и ќе ни викнат, тука Владе Паегов, многу, значи да не ни набројувам, ние имавме, значи, една дружина, и денеска едно, две, ќе иземе ножеите во чизмите, футите опашани. Ајде, И чак. ако е едно ќе го заколиме и после да ти кажам, Марк, се прави се свадба, браце. Со джигери. Кој ќе седевме, Со тавата макарна. вино друга родбочва. Станушина и комињак. Комињак. Да. Комињак, што е тоа комињак? Со комиње. Што Од озгора комиње. Да. Виното лежеше во комиње. Добро. Тоа, браце, тоа. Абе, што да ти кажам? Има јаки. Немам зборови, значи. Знаеш како ми е? Сите вкусови ми доаѓаат Абе те гледам ја на телевизија, Немам- нека си ова, ама ми мене слушај така. Значи, проблем не. немам зборови за тие. Ама доста зборови. Дури некојаш кој така се Ајде. подсечувам, знаеш, Да. ваму во Гевгелија кажу сне, имам другари што Ама не, исто таму и овде. Има. Добро, овде е малце поубаво, али некоја се подсетуваме, да и тоа моја генерација 58 година, и му викам, баце, како беше, велики, али го нема. Значи, вака сега имена ми тече лиги домаќине сега. Нема сега, да, јас ви кажувам, среќа посно, да бе, малце да беше мрзно, пак ќе направивме. Ке дојдеме пак. За Ама Ѓурѓе, тебе- за тебе Ѓурѓе. ќе те натерав да правиш. Ке дојдеме. Не. Ја ќе ти помогам. Добро. Ја ќе ти асистирам. Добро. Ајде. Ке пробаме. Се повелете, Ќе пробаме. ставете си. Јас сега. Остан Адет Јовиќ е домаќино ќе тура. Така, добро. кај тебе па после ние. Ајде, Јас сум за од двете малку да се проба точно. Јас ќе си Прво ставам. ке домаќино. Прво ке домаќинот. Така, аде. Ја мислев од А вие сами ќе си ставите. Тоа е Ние само најубаво. ќе си Тоа е ставиме. Ти тури ја ќе земам овој лаганка во дрвена цела. Ајде, добро, има. Ема матер доволно, јас сакам да пробам и другото. Пробај. Еве тука иди и лепчето. И лепчињата. Ова го направи невестата твоја на шпоред. Имав право, на мириса, Да. Да. Така. Супер. Чека да сечам уште малце. Ја можам да кажам оти за денес, направивме еден круг од Мариовското дел, Така, да. ги покажа убавини, луѓе. Не видовме многу луѓе, за жал. Ама тие што беа домаќи. Да, не видовме многу луѓе. Најдовте еден прекрасен човек што те познава оддамна, не покане на маса. Знаеш што? Мислам од тие колегите сега. Па вака едно ја имаме еден предлог. Затоа што Омарче го кога патува низ Македонија, кога гледате емисиите, техничкиот персонал е позади камерата. Повелете, не го заборајме. Повелете, Ајде, може да се замесиме. седнете. Ајде. Малце да закусите од ова мариовското јадење, да речеме. Па чекајте пред колегите да дојдат. Јас имам, вие ми зборевте од тој сирење. Така. Јас имам од моите партнери, нашите поддржувачи, да кажеме, од емисијата, президент, преубав сирење, прати биено сирење, прати од овча, од овци, од све. Многу ви благодарам, значи многу благодарам. Зоране, ти си љубител за ракичка, винце, Шато Сопот? Јас сум љубител, меѓутоа едно ќе речам, во мојава кариера, Да? сите водачи што иде со мене не пиеле. Мислам, Па не мора да пијат, ти ке Епа, пиеш. имам Па да, тука едно би рекол, имаш две шишиња, едно за Благодарам. почеток, едно за крај. Благодарам, Знаеш што, но- чекај. И, Благодарам. за да сите да уживаме на маса со овие убави јадења, Да.
секогаш имаме една кутија, малку да кажеме, кутија што не се знае што има внатре. Така, Тоа е кутија поклон, Да. што е од витаминка. Да, прика се знае витаминка Се знае овде, тоа. Пилепски крај, Нашиот Мариово, на не се 30 далеко. на 30 Така е. километри до нас. Така е. Све што прават со срце, со љубов. Немаш од тука, тоа Исто е за бајна. нас, Да. што ќе правиме. Господаруваме ово јадење со срце, со љубов. Со убајни. Знаете што? Екипа, доста. Дојдете на маса и ајде. Ајде, Доста. да ти кажам, реално ми се засуши грлото, ама и гладен со цеганска цел. Па да. Доста. Океј, добро е. Така. Мишот комплитот за денес, Готово. доста е. Одиме после во кујната. Ама прво ќе да јадиме овде. Ајде, се гледаме во кујната. Здраво, гледачи. Денес е посебна емисија. Навистина, доаѓаме од еден регион што се вика Македонски Холивуд. Македонски Холивуд. Чудо. Имаше еден огромен, многу познат реализатор што го таму снимаше неколку филмови, Милчо Манчевски. Така нешто се викаше, да ви кажам право, знаете, од јас не си знам убави зборови, мислам од тие Милчо Манчевски. Затоа јас си ставив мојот шешир денес, да видам како глумците од тој филмови што ги правише. Па, не само тоа. Ќе мора малку да готвиме денес. Не само да глумиме, јас не сум глумец, јас сум готвач. Ајде да готвиме. Денес ќе направиме еден рецепт од тој регион. Се знае, нема многу, како да кажам, посебни намирници во тој регион. Има, посебно, јагне. Јагне и овчо. Ќе направиме од јагне месо, неколку пачња што ги имам, ги исеков и ќе направиме со овчо сирење. Ќе додаваме пиперки, оти нашиот пријател што не пречека, денес ни направи нешто малку посно, ма супер беше, со компири, со пиперки. Едно макало што навистина беше преубав. И другиот што беше така со лукче, тој со леп и со ракијата, му ја дадов недримата. Беше топ. Не, денеска ќе додаваме исто неколку зачини и све. Ајде да почнеме, доста зборевме. Прво јагнешкото, што ќе направам, ќе го подпечам. Така. Јас сакам да оди брзо. Ајде малку помас ойл од брилјант. Тавата. Спремна е. Чекаше тавата. Вуаля. Ова е окей. Ова ќе ја сам тука. Оти ќе ми треба да после. Ма не ми се лепи, ја мислев оти ќе ми се лепеше. Ич не ми се лепи. Ставите се врв. Ова бергов од карес. Одлично. Така. Нека се подпечи. Ова ќе почнеме исто со пиперките. Пиперките многу брзо. Само ќе ги сечиме на мали ленти, да ги исчистиме малку од семките. Сакам да мешам црвени и зелени. Ги има сега на пазарот, почнуваат више сезоната. Тука е, доаѓа лето, пиперки во манџа, пиперки со лук, пиперки на сите начини ќе ги јадиме. Ќе ги јадиме и полнети, ама денес ќе ги направиме чисто така сецкани како гарнир за месото. Валя. Се отварат многу брзо. Така. Уште две. Имам и компири исто. Се кажува оти во тој регион има и компири. Па мене си зедов неколку компири, ќе ги додавам малку со пиперките со месото, да имаме нешто да се јади, не само зеленчук, не само месо, ама да има и малку и компири. Чекај да не ми се премногу подпечкува месото. Додека е тука месото, јас ќе му додавам од млад кромин што го имам овде, неколку пачња на дебело така сецкано. Многу сакам така крупни парчиња, мешано со месото. Валя, ќе му ставиме исто малку од нане. Така најдов на патот таму див нане, како бав мирис. Имав не исто и малку од диво
мајчина душица, ќе оставиме тука. Останува уште малку од Макдоналдс, тоа ќе ставиме на крај. И розмарин, го заборев. Супер розмарин, ова така, и ќе му ставиме малку од сол и бибер. Ете така, малку сол, хап, и малку бибер. Мислам, оти не треба премногу да солиме и да ставиме бибер, оти тревките ќе прават нивна работа. Ќе му го дадат таков мирис, таков шмек, што го нема никаде. Ете, ова за мене е доволно подпечено, чисто така да, како секојаш правам, за месото да биде со мала кора и сите сокови да бидат внатре. Мојата крпа, да не ја заборавам. Ајде, одиме сега со пиперките. Пиперките, како кажав, многу лесно на ленти само, директно во тавата. Ајде, нека се пропржат. Чисто така да се омекнат, да биде полесно за печење и побрзо. Пак секојаш што бараме, да имаме превкусни јадења, направени со вкус, превкусни со вкус, обавезно, брзи, ефтини, зависи кој што како се снаоѓа, зависи каде пазарите. Ние што правиме секогаш одиме по пазарите. Обожавам пазар. Се знае секогаш за мене пазарот ми е Диснеланд. Мислам, оти во сите емисии не видовте. Навистина во ова емисија Мариово пазар немаше. Мариово е за жал еден регион што малку е запустено. Бевне во неколку села, немаше никој. Како кажав, немаше ни живо пиле. Тишина, мир, никој. Преубаво студио направено да начин на студио Холивуд Македонија, ама жал на вистина. Преубав регион што го покрива еден дел од Прилепскиот крај, другиот Бителско крај. Не бевне до толку, се шетавне пешки со мојот пријател Зоран. Каков човек тој. Све знаеше за тој регион, све. Ама како колку збореше, сите кажат, јас зборам многу, ама он врв, на вистина. Ама премногу научив со него, убави приказни, што ги слушнавте пред да почнам да готвам. Се надевам од емисијата во Мариово, нашето патување, истражување од тој регион ви се допаѓаше. Тоа е тоа. Ајде овде пиперките да се пропржат малку. Како ви кажав, овде јагнешкото, он е пола спремен. Уште компирчињата и на крај ќе му ставам малку овчо сиење. Све тоа со малку беловино ќе опра и ќе биде преубаво. Уште компирите. Ове ќе ги направам на мали коцки. Ќе биде полесно да се варат со целата, како да кажам, мешавина од зеленчук и месо. Овие ножеви се предобри, ама опасни. Пазете, ако ги употребувате, мене ми се допаѓаат многу, ама треба да имате малку пракса. Од ова се вика жилет. Карес, на вистина, има преубава опрема, домакинства опрема, професионална опрема и за сите. Сите можете да се да најдете таму све што ви треба. Ете, мислам оти со двете компири овде ќе не биде доволно. Ќе ги додавам во пиперките. Пап. Лукче. Без лукче нема готвење. Многу го сакам. Ова е млад лук, што го има уште во пазарите. Многу е лесен за употребење, зашто ти му сечете, го чистите малку само и сите парчиња после се вадат и превкусни се. Хо-хо. Е, така. Вуаля. И ставаме
директно во тавата. Како убаво мириса. Топ, топ, топ. Хоп. Вуаля. Ова е завршено. Имам уште 2 глави од млад лук овде. Мора све да употребам. Тоа ми беше спремно за ова рецепт. Обавезно ќе ги употребиме. Вуаля. Сега чекаме малку ова све да се пропржи. Јас знаете што ќе правам? Ќе правам малку вака за и вие да мирисате овај лук. Преубаво мириса. И перките лукот и компирите се спремни. Ќе стам директно на месото. Ова сега како секогаш многу што сакам да направам. Малку бело вино. Го вадиме сокот од месото претходно, од зеленчукот и вливаме се. Ова сега е завршено. Малку, како кажав, да ставиме сирење, претходно да го изгасам. Вуаля. Така. Сирење над тоа се и ќе оди во печка. Во печката, секојаш кажувам 20 минути, 30 минути, мислам оти 30 минути максимум ќе биде преубаво и ќе биде све сочно, печено. Така, гледајте. Чисто. Неколку парчиња овчо сирење. На све тоа. Сакам да каснам во овчото сирење. Не. Ќе го држам за на крај. Ќе издржам, да не пробам, да не јадам нешто. Така. Имавте пробано таква рецепта? Или имате готвено ваква рецепта? Мислам оти не. Ова е нешто малку посебно. Извините. Така, сега во печка. Обавезно. Одиме. Вуаля. Вуаля. Одиме за пола сат. Се гледаме. При крај сме. Окей. Сега ќе мора ова да се гледа. Ете, сочно, сок, зеленчукот печен. Ова ќе го вратам тука. Вака. Валя. Мислам, оти направивме нешто преубаво. На крај ќе му додам уште, имам уште овде убава рукола. Ќе му ставиме малку гарнир. Многу го сакам вкусот од руколата. Тоа ќе биде, како кажаме, јагодата или црешата на шлагот. Све тоа подпечено. На крај руколата мора да се проба. Валя. Јагнето, премногу е топло. Јагнето се. Со нането, со сирењето, со пипетките, мешавина од вкусови. Топ. Пак ќе кажам за денес. Направивме превкусно јадење. Правете го истото дома. Сигурен сум оти ќе ви се допаѓа. Оти ова навистина е преубаво. Завршивме Mission Completed за денес во нашата кујна, кујната на нашите пријатели Прима Мебел, Нептун, Беко, Карес и сите други. Се гледаме наредната недела. Следете не на YouTube, Instagram
и Facebook, и тука сме, како и секогаш, за вас.